22-годишен турски државјанин со нож е убиен за време на новогодишната ноќ пред угостителски објект во старата Скопска чаршија. Осомничениот е во бегство и по него се трага. Покрај убиениот турски државјанин, во инцидентот е тешко повредено уште едно лице. Со остар нож се предизвикани и убиството и тешката телесна повреда. Имаме осомничено лице. Во интерес на истрагата не би можел да отворам повеќе детали. Моментално лицето е во бегство. Станува збор за поголем број на учесници во рамки на вчерашниот кривично правен настан кој што го споменавте, кои што сите до еден согласно информациите кои што ги имам досега се странски државјани. Се истражува и како настрадало 2-годишното дете кое е примено во клиничкиот центар со куршум во главата и во животно загрозувачка состојба. Министерот рече дека има повеќе теории како е повредено, но штом ќе ги утврдат причините ќе ја информираат јавноста. Станува збор за метален фрагмент кој што со сигурност во овој момент не можеме да детално го специфицираме, но веднаш што имаме информација ќе биде споделена во јавноста. Има повеќе теории на случаи за тоа како е повредено детенцето. Штом точно ги утврдиме причините за настанување на оваа тешка телесна повреда, ќе соодветно ја информираме јавноста. За новогодишната ноќ во Скопје имало 7 повредени лица од петарди, а едно лице се самоповредило со ловечка пушка во Битола. Тошковски кажа дека во земјава имало 31 кривично дело, 23 сообраќајки, од кои 2 со тешки телесни повреди. Приведени биле 49 лица по разни основи, од кои најмногу за нелегална трговија со дрога и за нарушување на јавен ред и мир. Министерот Тошковски оцени дека новогодишната ноќ во Македонија поминала главно мирно, со исклучок на двата сериозни инциденти со турскиот државјанин и со 2-годишното дете.